Добар ден! Како сте? Добри ли сте? Long time no see. Си размислувам што нешто ми се врти во глава неколку денови од причина што ова го прочитав некаде и си размислував колку всушност луѓето стагнираат во животот заради тоа што сметаат дека никаков достигнат успех во животот до сега, колку без разлика колку и години да имате, го носат тој терет целиот живот како неуспешни и ги влече буквално да обстојуваат во една точка или да мислат дека се создадени за просечно, за неуспех, за стагнација, за тоа дека добиле лоша судбина, дека минатото детството им било вакво или онакво, дека не може да напредува, дека се неспособни, не знам таму што. Факт е дека многу млади, многу луѓе не добиваат убави стартни позиции. Факт е дека не добиваат убави пријатни околности помеѓу своите родители. И немаат многу простор да ги развијат своите таленти, да кажеме, ако, например, биле растени во семејство во кое што се читало многу книги, се одело на културни манифестации, можеби се свирало некој инструмент, се читало, се инвестирало во знаењето на детето и така натаму, значи било каква околност каде што детето или младиот човек имал можност да се развива и да кажеме низ тој почетен старт од 20 години би имал некакви успеси позади себе кои што би го држале за да отиде кон напредок, кон успех, кон реализација на својата личност, понатаму во посериозни подвизи. Значи да кажеме ако е некој младо талентирано дете, му се инвестирало во талентите, му се инвестирало во личноста и така натаму. И тоа доаѓа 20 години, може би оди на некој регионален надпревар во музика, во инструменти и така натаму и така почнува да се пробива. Меѓутоа позади себе имал можеби искуство на посетување фестивали, лични мали успеси како детска верзија, кои што ќе го мотивираа дека всушност тој може, без разлика колку и во тие моменти може би имал некаква лична бариера, трема и така натаму. Значи, сепак тие мали некои ситници од младоста влијаат на тоа утре индивидуата да прави се по храбри и поголеми чекори во животот. Многу од луѓето, да кажем, од едни просечни семејства не ги добиваат овие околности и што се случува? Дозволуваат еден научен намет, надпросечен начин на живот, можеби во работа на работно место од 8 до 4, да ги идентификува во својата личност и да ги прави како тоа е тоа за мене, јас сум добил лош старт, немам ништо позади себе, немам никаков успех, не достигнав ништо во животот, не направив ништо или имав цели, имав замисли, не успеав да ги реализирам. И всушност тие се влечат за некоја си една, можеби, желба која што ја имале или повеќе, а не биле реализирани, и сега толку животот им завршил. Всушност, животот секогаш ни дава можност барем во едно нешто да можеме да го реализираме, што ни е нас на душата важно, лично, за да се чувствуваме среќни. Дека патот ќе биде лесен, на никој не му е лесен. Значи, ни на најуспешните, ни на најбогатите, ни на најмокните семејства, индивидуи кои што растеле во такви семејства, патот не им бил лесен. Но тоа не значи дека ако еднаш не сте успеале или 10 пати не сте успеале, дека тоа е закон. Тоа значи дека всушност вие само треба да си ја надминете својата слабост, во која што можеби навистина имате голема лична бариера да направите успех во тоа нешто кое што ќе ви исполни. Фактот што нашата душа не познава почеток и крај. Значи, например, ние сме се родиле во овој живот и сега сме достигнале можеби 30 години, 40 години и да кажеме правиме нешто во животот, реализираме, стигнуваме до некаде, тече животот и доаѓаме
си одиме од овој земски живот. И потоа се раѓаме во нов. Во тој нов живот ние продолжуваме онамо каде што сме застанале во претходниот живот. Тоа значи дека без разлика на тоа што сме направиле во животот, колку и години да имаме, што и да имаме позади себе, тоа е неважно и небитно во однос на тоа колкави се можностите денеска да направиме ние промена, бидејќи животот секогаш дава можност да почнеме од денес, од нула. Секогаш. Секогаш ни дава можност да отидеме кон нешто подобро, да го исполниме нештото кое што длабоко не повикува. Не мора тоа да биде некој си енормен успех. Јас лично порано сум замислувала некои големи енормни успеси и потоа сум сватила дека всушност тоа не се суштината на животот. Суштината на животот е ние душевно во нешто барам да имаме реализација, во нешто да бидеме среќни, исполнети, хармонизирани. Се останато е идолизација. Значи, идолизација за некаков успех, за некаков луксус, за некакви вау достигнувања, за некакви си, не знам, цели. Значи, се тоа материјалистички ориентирани црти на личноста, кои што немаат врска со вистинскиот успех. Вистинскиот успех е секогаш во развивањето на талентите. Талентите може би сега да имате нула талент во себе во нешто, а да имате афинитет и желба кон тоа. Меѓутоа, малку, 1 година да вложите во инвестирање, вложување во нешто што пишување, графички дизајн, било што кое што душевно ќе ви донесе, не да одите вие во некоја се фирма која енормно ќе добивате вие огромна плата за, не знам, да живеете некаков си луксусен живот. Не, да ги потикнете своите таленти, да работите на нив макотрпно, макар и на некое работно место на кое што може би сега не сте среќни, само за да имате некаква инвестиција во себе во кое што би се реализирате во личното поле кое што вие индивидуално го посакувате. На тој начин и дозволувате на душата да се исполни и реализира, а на тој начин што правите? А вие успевате вашата земска мисија, вашиот земски пат да го исполни, на овој живот да му дадете некаква смисла, мали цели, барем едно нешто да исполните и тоа едно нешто да го реализирате, да го исполните, да видите дека се може, дека може да се постигне, вие на тој начин одите кон што? Значи, кон доверба во себе дека всушност, ако успеа во едно нешто да успеам да направам подвиг, да направам да реализирам цел, тоаш јас можам во било која друга. И затоа никогаш не треба да се задржувате на едниот можеби неуспех или многуте неуспеси од до сега. Секој чекор кон одговорност во животот и работа на своите аспекти на личноста, на талентите, на нашата личност е многу широка. Не можеме да се развиваме само во опишување. Мораме да се развиваме и во маркетинг. Ама маркетингот не значи тоа е сега ние да учиме маркетинг за да другиот човек го насамариме и да му ги земеме парите. Маркетинг е само учење, способност да го дадам она што го носам, што го имам како производ, како личност, како бренд, како било што, нешто што е мое, меѓутоа да го дадам со чиста намера на другите луѓе, со умешна креативност, да го видат другите луѓе од мене тоа што им е неопходно. На некој ќе му биде неопходно и ќе му биде потребно за него. И вака се продава, вака се дава нешто, а не да се прави денешниот маркетинг, јас тебе да ти го тутнам тоа во скут за да ти ги земам парите. Скршнав малку од темата, меѓутоа поентата ми е дека неуспехот нема врска со сегашниот момент. Значи, сегашниот момент е секогаш нов живот. Сегашниот момент е она што сега го вдишувам. Овој момент, овој живот кој што го живееме денес, не се нашите уверувања, не е нашето детство, не е нашето минато, не се нашите родители, не е нашата сиромаштија, не се нашите околности кои што се можеби бедни.
се може да биде променето затоа што животот е еволуција и секогаш дава простор на раст, на ширење, на развивање, на промена. И ова дамна ми се врти во глава и си велам, навистина, до сега, еве јас, да кажеме, во моиве 30 години, позади мене имам толку многу нови стартови. Буквално од нула почнувани како нов живот. И во секој тој старт сум била како сосема различен човек од сега, од овој човек кој што сум. Што значи, поентата е дека секогаш животот дава можност буквално да се промениме од нула, буквално да доживееме сосема различно чувство за себе, буквално да го доживуваме различно животот од што го доживуваме во овој момент. Значи сега, да кажеме, оваа ведрана, која јас го доживувам на овој начин, на 40 години, јас ќе го доживувам 100%, се кладам за тоа на сосема друг начин. Бидејќи околностите се различни, менталитетот е различен, свеста е различна, знаењето е различно, искуствата се различни. Значи се може да биде поразлично од она што било. И затоа никогаш не треба себе си да се доведувате во толку мојот финиш, мојот живот завршил, само заради некои минати искуства или старт. Една од најголемите грешки кај сите луѓе кои што го земаат детството како изговор за нивниот неуспешен живот. Реално, една од најголемите генерации кои што најголема и најдебела грешка има направено до сега во родителството, мислам дека се тие 60-ти, 70-ти, 80-ти години родители кои што се родени, бидејќи тука почнал светот малце да скршнува во една малце глобализација и различен начин на живот, порано се негувале некои поинакви вредности. И мислам дека ние сме таа генерација, овие над после мене и некои генерации пред мене, мислам дека уште побетер ќе бидат. Меѓутоа, што сакам да кажам, поентата ми е дека секогаш имало лоши детства кај секој човек. Никој, макар и Хитлер, има лошо детство кој што буквално се манифестирало на многу катастрофален начин. Пример го давам Хитлер, меѓутоа тоа не е изговор дека има многу луѓе кои што имале многу лошо детство, а направиле многу голем успех, позитивен успех кој што направиле придонес. Поентата е дека детството не идентификува во целост. Да, го влечеме, меѓутоа наша задача е да го исцелиме. Ете, се надевам дека некого со ова видео ќе поттикнам да има мудрост во себе и да не се идентификува многу со минатото, со нешто што било или што не успел, а важен е успехот, многу е важен успехот за лично да се направиме среќни и да бидеме понезависни во однос на, без разлика дали сме во брак, дали имаме деца, пријатели, што и да имаме. Значи, најважно е лично да се направиме, да ги исполниме нашите очекувања кои што сме ги зацртале, да не се занимаваме со многу глупости и да си дозволиме нашата личност да ја направиме квалитетна. Тоа е најважно. А тоа што било, ви кажувам, се може различно да се доживува во секој нов момент. Значи, за една година од сега вие можете да се направите сосема различни луѓе од денешните. Ете, се надевам дека ова видео ќе ви помогне и праќам многу љубов и гушка и така натаму. Чао!